Што работи нула отпад периодов поврзано со електронскиот отпад? Основна дејност на нула отпад е да го организира системот за собирање на електричен и електронски отпад и отпадни батерии и акумулатори. Така што посветени сме на две цели и задачи, организирано да го собираме електронскиот отпад и втората цел, за да можеме да оствариме првата, мораме континуирано да работиме на подигнување на јавната свест и едукација за правилна селекција на овој вид на отпад. Бидејќи 13 години веќе постоите, кажете ни го искуството, колку луѓето го вртат вашиот телефонски број и бараат да го решат електронскиот отпад со ваша помош? Секој човек за себе е еколошки проблем. Користи електрични и електронски уреди и кога тие ќе се расипат, треба нели правилно да се отстранат. Еколинијата е еден од достапните сервиси за граѓаните бесплатно и правилно да се ослободат од електронскиот отпад кој што го поседуваат. Еколинијата навистина има една нагорна линија во однос на јавување и побарување за да се направи нели на правилен начин тоа преземање. Имавме извесен период пауза заради реорганизација. Паузата се однесуваше повеќе на физички лица, правните лица се уште се преземаат. Со соодветна реорганизација очекуваме наскоро еколинијата повторно да ја врати динамиката која што ја имаше и се разбира да бидеме уште подобри. Ме интересира, може ли уште еднаш да им објасниме на гледачите како оди тоа преземање? Значи едноставно се врти телефонскиот број 070-236-000, го кажувате вашето име, какви уреди имате во домот кои што не ви работат, се запишува адреса и телефонски број и екипите ден претходно ве бараат за да се договори кога да се подигне електронскиот отпад. Едноставно треба да биде исклучено од вода и од струја и да е на достапно место за преземање. Бесплатно е од прагот на вашиот дом. За какви се уреди може да побараат помош од вас? Се што работи на струја и батерии, почнувајќи од мали уреди како мобилни телефони, лаптопи, принтери, па се до бела техника и поголеми, погабаритни уреди како што се фрижидери, шпорети, машини за перење, бојлери и слично. Сега, она што е многу важно, 13 години вие всушност вршите едукација за тоа колку е електронскиот и електричниот отпад опасен за животната средина, а едукацијата треба да почне уште од мали нозе. Каква е соработката и пријателството со децата? Токму така мора да започнеме од најмали нози, мораме да почнеме со децата, бидејќи кај нас возрастните малку веќе вкоренетите навики тешко се менуваат, затоа се посветуваме на децата, тие успешно ја пренесуваат пораката дома. Нула отпад има посебна програма едукативна која што е добитник на плакета за општествена одговорност, насловена како Караван на супер еко херои. Самата програма е осмислена да врви по училиштата и по градинките во соработка со општините и да организира најразлични активности кои што ќе ги мотивираат децата не само да научат, туку и да ги иницира да се вклучат во акции за собирање и најразлични креативни предизвици. Кога самата програма е така осмислена, децата со задоволство се вклучуваат во тие активности и многу успешно ја пренесуваат пораката дома. Самиот супергерој 0 е дете и ја пренесуваме пораката дека тој самиот не може да се справи со електронскиот отпад кој што ние луѓето го создаваме. И токму ние бараме помошници меѓу децата да му помогнат во таа дејност и децата сериозно ја сваќаат таа задача. Ајде сега да најавиме еден таков креативно еколошки настан. Во моментот имаме екапитолијада, која што се организира по повод денот на шегата, исто така еден традиционален предизвик, каде што децата преку употреба на електронскиот отпад за денот на шегата нема да купуваат маски за да се маскираат, туку ќе го направат тоа на креативен начин од она што го имаат дома. Треба да вклучат 3 најмалку уреди електрични или електронски, вклучувајќи и отпадни батерии и да направат за себе една убава креативна маска која што ќе биде прикажана на 1 април на екопарадата. На овој предизвик неколку години наназад и амбасадата на Република Словенија не поддржува и обезбедува главната награда, препозна во овој предизвик и овој традиционален настан вредности кои што вреди да се поддржат и да се негуваат и се очекуваме голем одзив и на овој предизвик и една убава екопарада на 1 април на денот на шегата.